Добро вечер. Следува најновото издание на емисијата Спорт Плюс. Денешен гостин во емисијата е спортскиот новинар Кирил Манев, со кого ќе разговараме за неговата најнова книга посветена на кошарката. И денес многу спортски информации, затоа останете со нас, почнуваме веднаш. Вчера се одиграа надпреварите од 14-тото коло во првата македонска фудбалска лига. Бргалница поразена од лидерот Вардар. Вардар ја зацврсти првата позиција на табелата откако вчера на арената Филип II во Скопје триумфираше над штипската екипа Брегалница, совладувајќи ги со резултат од 3:1 во 14-тото коло во првата македонска фудбалска лига. Иако во 6-та минута поведе Брегалница, црвено-црните уште во првиот дел израмнија со 1:1. Водството започна во 79-та минута, а пред самиот финиш во 89-та минута ја зацврстија победата со 3:1. Второпласираната екипа Шкендија не успеа да запише нови 3 бода против Турново, дуел кој заврши со нерешен резултат од 2:2. Убедлива победа запиша Шкупи, каде што на домашен терен ја совлада Ренова и славеше со резултат од 3:0. Екипата пак на Работнички во мечот со Силекс во Кратово одиграа без голови со тоа што си ги поделија бодовите. И во последниот надпревар од ова 14-то коло, во најсилното надпреварување во Македонија, Металург на гости против Младост стигна до победа со убедливи 1:5. Моменталната табела по одигрувањето на 14-тото коло изгледа вака. Вардар е на првата позиција со 36 бода, Шкендија 33, Работнички 20, Шкупи и Силекс по 19 бода, Ренова 16, Брегалница, Хоризонт Турново и Младост по 13 бода и Металург на последната позиција со 8 бода. Фудбалскиот клуб Плачковица е есенски првак во третата фудбалска лига Исток. Со минимална победа од 1:0, фудбалскиот клуб Брегалница од Делчево го заврши есенскиот дел од надпреварувањето во третата фудбалска лига Исток. Стрелец на погодокот за Брегалница беше Александар Георгиевски. Во последното коло дерби надпреварот се играше во Струмица, каде тимовите на Академија Пандев и Плачковица одиграа реми 2:2. Во другиот надпревар кој се играше во Струмица, Беласица ги совлада Штипски баби со 5:0. 6 голови имаше на надпреварот во Радово, каде тимот на Напредок со 5:1 славеше во дуелот со Слога од Виница, а исто така голем број на погодоци имаше и во Свети Николе со 5:2. Овчеполе го совлада тимот на Карвинци. Во последниот надпревар во есенскиот дел од шампионатот, Работник Лозово славеше на Досогово со 3:0. Ако се сумираат резултатите од претходните кола, Плачковица на крајот заслужено есенски првак со 31 бод пред тимот на Академија Пандев кој има солидни 29 поени. На третото и четвртото место се наоѓаат тимовите на Беласица и Овчеполе со по 23, а пета е Делчевска Брегалница со 18 освоени поени. Од 6-то до 12-тото место се наоѓаат тимовите на Работник кој освои 16, Напредок Здравје Радово кој има 14, Осогово на 8-та позиција со 11 и Штипски баби на 9-то место со 10 освоени поени. Во долниот дел на табелата се наоѓаат тимовите на Слога од Виница со 6 поени на 10-та позиција, Карвинци на 11-та кој има 3 поени и Сасва од Македонска Каменица е последна со само 3 освоени поени. Изминатиот викенд започна одбојкарското првенство на Македонија. Штипските екипи загубија во ова право коло. Изминатиот викенд започна и новото одбојкарско првенство. Во последен момент во првата лига, во машка конкуренција се вклучи и екипата на Мавис. За жал, стартот на двете штипски екипи беше неуспешен. Машката екипа на Мавис загуби во Штип од новолегашот Шутова со максимален резултат од 3:0. Победата на гостите ниту еден момент не доаѓаше во прашање. Штипската екипа има и нов тренер, Ванчо Санев. Првиот впечаток е дека штипската екипа само формално ќе се надпреварува во лигата, од која нема испаѓање. Женската екипа на Гоце Делчев пак му пружи силен отпор на една од најдобрите екипи во Македонија, Јанта Волес. Штипјанки загубија со 3:1. Резултати од машка конкуренција во ова прво коло: Сушево Лирија 3:1, Мавис Шутова 0:3 и Струмица Пробиштип Весна Акумулатори 3:0. Во женска конкуренција, Работнички Македонија Макс 3:0, Бами Кор Шкендија 3:0 и Јанта Волеј Угада 3:1. Во Штип се одржа ноќна трка по повод ослободувањето на градот.
Општина Штип во соорганизација со Сојузот на училишен спорт и оваа година ја организираат оваа традиционална трка. По повод 8 ноември, денот на ослободувањето на нашиот град, Општина Штип во соорганизација со Сојузот на училишен спорт и оваа година ја организира традиционалната ноќна трка на која учество ќе земат ученици од основните училишта, средните училишта, припадниците на армијата на Република Македонија, припадниците на Министерството за внатрешни работи, како и студентите од Универзитетот Гоце Делчев. Значи, совкупна бројка од околу 350 учесника ќе се одвива 9 трки, значи поделени во категории 6 и 7 одделение машки и женски, 8 и 9 машки и женски, прва и втора, трета и четврта, значи во машка и женска конкуренција и една трка, тоа е 9-та трка, припадниците на Министерството за внатрешни работи, армијата на Република Македонија и студентите од Универзитетот Гоце Делчев. Како и секоја, и оваа година традиционално ќе учествуваат и ученици од основното училиште Димитар Влахов од Штип, а учество ќе земат 40 ученици. Од нашето училиште има околу 40 ученика. Секоја година сме редовни учесници на традиционалната трка, постигнуваме добри резултати, се надам и оваа година дека ќе имаме некој добар резултат или освоено прво место. Гостин на традиционалната ноќна трка во Штип беше и штипјанецот Ѓорги Наумов, прв министер за правда во владата на Република Македонија. Па јас сум штипјанец, иденово престојам овде во Штип и бидејќи имам и внуци и внука кои што учествува во трката, со родителите, мојот син и снаата, дојдовме да учествуваме на овој натпревар кој е традиционален во нашата држава, нели од 45 година па наому славиме денот на ослободувањето на градот Штип. И сметам дека е таа позитивна работа, дека треба и во идена таква работа да се практикува, не само со трките, него и со другите спортови. Оваа ноќна трка се организира секоја година по повод ослободувањето на градот. Половични ефекти за рокометниот клуб Делчево од гостувањето во Скопје. Победа и пораз за екипите од Делчево на гостување во Скопје. Победа и пораз на ракометните кадети и младенки на ракометниот клуб Делчево на гостувањата во Скопје. Кадетите се намачија додека го скрши отпорот на екипата на ракометниот клуб Илинден и судиската двојка Георгиевски-Младеновски. Тие во самиот финиш на средбата заиграа ангажирано и сосема заслужено го добија надпреварот со 27-22. Најдобриот поединец во составот од Делчево беше Георгиевски со 13 погодоци. Младинките пак се сретнаа со екипата на Ѓорче Петров и иако изиграа една одлична средба, не успеаа да се спротистават на судиската двојка Јашар Капсарева од Скопје, кои што не беа на висина на задачата и досудија дури 10 пенали за домакините, како и 7 исклучувања за екипата од Делчево. Надпреварот заврши со резултат во полза на домакините од 30-26. И покрај тоа од стручниот штаб на ракометниот клуб Делчево се задоволни затоа што ракометарките одиграле борбен и рамноправен надпревар со голема неизвестност до самиот крај. Најдобар поединец во составот од Делчево беше Стоименовска со 14 постигнати гола. Следниот викенд кадетите на ракометниот клуб Делчево ја пречекуваат екипата на Вардар Јуниор, додека младинките гостуваат на екипата на ракометниот клуб Чаир од Скопје. Како што ви најавив на почетокот, денешен гостин во емисијата Спорт Плюс е спортскиот новинар, на јавноста добро познат господинот Кирил Манев. Господине Манев, добро дојдовте во емисијата Спорт Плюс. Добро вечер за гледачите на вашата телевизија која очигледно станува се популарна во овој регион на државата. Така, поводот за денешното ваше гостување е книгата која што ја објавивте минатата недела, насловена Штип со кошаркарска традиција. Пред да започнеме со разговорот, предлагам да го погледнеме прилогот. Штип е лулката на кошарката во Македонија. Тоа го потврдуваат сите спортски новинари за почетоците на кошарката во нашата држава. Вистината е една. Првата официјална кошаркарска средба е одиграна во Штип. Токму ова е дел од најновата книга на еден од најстарите спортски новинари од Штип, Кирил Манев, кој денес имаше промоција на неговата најнова книга посветена на кошарката и незините почетоци, насловена Штип со кошаркарска традиција. Оваа книга е поделена на повеќе златни периоди. Штипската кошарка ја красат неколку периоди. Токму тие периоди ги ставам во една целина. Инаку да споменам дека штипската кошарка датира од 1932 година. Прв пат во Штип е донесена кошаркарската топка. 1932 година, а потоа една година
подосна е одиграна и првиот надпревар, и тоа на 27. август 1933 година. Потоа по ослободувањето 1945 година во Штип е формиран првиот кошаркарски клуб во Македонија, Ванчо Преќе. Ванчо Преќе ја составува и репрезентацијата на Македонија. Тоа е првата македонска кошаркарска репрезентација. Екипата на Гоце Делчев станува учесник во најквалитетното силно надпреварување во првата кошаркарска лига на Македонија. Обезбеди опстанок, но кои се причините зошто штипјани се откажаа од првенството, зошто не го продолжија првенството годинава, тоа е друга тема и за друга дебата. На денешната промоција присуствуваа и познати бивши кошаркари, како и негови колеги, односно спортски новинари. Кирил Манев е од секогаш бил во спортот, за книгата што да кажем, тој ќе остане за секогаш и добра работа направил. Офанал ги повеќе спортови и најголем дел е на обрнато на кошарката, на почетоци на кошарката, се до денешни ден. Навистина сум восхитен и можам само да му честитам на мојот колега Кирил Манев. Јас сум, над мене е 50 години новинарска кариера, спортска. Ја не би се осмелил вака да 15 книги зад Кирил Манев, тоа е навистина многу. Штип е еден спортски град, не само кошарка, фудбал. Не верувам дека има некој спорт што Штип го нема и што има многу успеси од борење па натаму. Оваа книга ќе остане во сеќавање, каде што помладите генерации ќе имаат од што да учат. Доброто е тоа што господин Кирил Манев се реши да направи книга за кошарката, ради тоа што младите генерации ќе имат чест да гледат сите генерации до сега што биле кошаркари. Се историјата на штипската кошарка е голема. Мислам дека сите ќе имаме голема корист од тоа. Се надеваме дека ќе биде потек за младите категории да продолжат со напорна работа и пред се да имаме големи успеси во штипската кошарка. Кирил Манев во изминатите децении напишал над 15.000 текстови од областа на спортот и физичката култура, реализирал над 3.000 радиопреноси од спортски настани, а со денешната промоција ја заокружи бројката од 15 книги посветени на спортот. Господин Манев, што е она што ве мотивираше токму оваа книга да ја напишете токму со овој наслов? Самиот наслов кажува се, Штип со кошаркарска традиција и навистина Штип има кошаркарска традиција. Штип е првиот град пионер на кошарката во Македонија. 1932 година во Штип е донесена првата кошаркарска топка. Веќината година, на 27. август 1933 година, во Штип се одигра и првата кошаркарска стредба и тоа е почеток на кошарката во Македонија. Во 1945 година, значи по ослободувањето, во Штип е формиран првиот кошаркарски клуб во Македонија, Ванчо Преќе. Истата година, 1945 година, е составена првата македонска кошаркарска репрезентација и тоа исклучиво од штипјани. Исто така тренер на оваа репрезентација на Македонија е Перо Санев Штипјанец, меѓутоа тој од оправдани причини не патувал на турнирот на републиките и покрајините во Суботица, туку репрезентацијата на Македонија е водел некој друг и Македонија со оглед на тоа што немало многу избор на кошаркари, го освојува предпоследното место на овој турнир. Но сепак тоа е почеток на кошарката во Македонија. Понатаму продолжуваат другите генерации на Штип. Текстилец 1962 година учествува во купот на тогашна Југославија. Се среќава во Штип на 15 април 1962 година со Белградска Црвена звезда, а исто така во 1969-70 година штипските кошаркари под името Работник стигнуваат до квалификациите за влегување во втората сојузна лига. Тогаш во екипата на Железничар Чачек играше и познатата легенда Драган Кичановиќ. Тој постигна на таа средба 22 кошеви, додека штипјанецот Благој Димов, кој настапи за екипата на Работник, постигна 33 кошеви. Кичановиќ тогаш добро го чуваше нашиот кошаркар Тодор Рибарски.
Продолжуваат и натаму успесите на кошаркарите од Штип, така во 80-те години под името Астибо штипјани постигнуваат извонени резултати, ги освојуваат вторите места во државата, значи више шампионски титули, а во 2013 до 2015 година штипјани го постигнуваат и историскиот успех пласман во силната прва лига во кошарка во Македонија. За жал останаа во лигата, меѓутоа поради недостиг на средства на крајот се откажаа од првата лига. Малку тоа е чудно и несватливо за мене, меѓутоа очигледно причините треба да се барат кај градските татковци. Так, еве само камерата да го дофати моментот. Значи ова е 15-тата книга на господинот Манев. Зошто токму 15-тата книга ја посветивте на кошарката? Затоа што тоа е сосема случајно, бидејќи имаше обиди во Штип да се направи една книга. Знам дека покојниот Крум Маренчев вложуваше многу напори да направи книга. Исто така беа заинтересирани и други. Доваѓаше новинар од Скопје кој исто така сакаше да направи книга, меѓутоа сите обиди останаа попусти. Значи никој не издаде книга. И јас веќе кога сватив дека никој не сака да издаде книга, затоа што издаваштвото во спортот е многу скапа работа. И тука е проблемот. И јас се нафатив да издадам книга. Најдов спонзор и имав информации за кошарката. Се сретнав со господинот Панде Сарев, неговиот татко беше организационен секретар во тоа време кога во Штип се појави и кошарката. И тој ми даде некои документи, мемуарите на Перо Санев, и јас ги искористив тие мемуари и мислам дека таму има доста интересни работи. Во мемуарите тој признава дека тој требал да биде тренер на репрезентацијата на Македонија, требал да патува до Суботица, меѓутоа бил зафатен службено, останува во Штип, доколку бил таму сигурно ќе имало и подобри резултати во Суботица 1945 година. Перо Санев ми даде и една друга фотографија, многу интересна, макар што не е поврзана со кошарката. Се однесува за зимските спортови. Во Штип, интересно, донесени се и првите скии во Македонија кои ги користат токму штипјани. Затоа е интересна ова книга да се погледне. Така, дали може од некаде да се купи или не, само јас направивте за ваше задоволство? Јас мислам дека веќе 80% од тиражот го дадов и бесплатно ја давам книгата, нема проблеми. Некој доколку инсистира да добие книга, нема проблеми. Ке му подарите. Ќе му подарам. Има ли иднина штипската кошарка според вас? Па добро, за сега нема иднина, бидејќи се откажа од првата лига. Ниту еден град, ниту еден клуб не го прави тоа што го направи Штип, да се откаже од првата лига. Знаеме последните средби, односно во првата лига секој салите в спортската сала Јордан Мијалков беше преполна од љубители на кошарката. Таква посета нигде не е забележена. Значи штипјани ја прифатија кошарката повторно, а мора да кажем и тоа дека кошарката е во голема експанзија во светот. И штета е што Штип се откажа од првата лига. Има и одлични резултати. Па има, да. Па имаше и одлични кошаркари, мислам дека може со 2-3 заселувања штипјани да се најдат и меѓу првите екипи во Македонија. Но ете, немаше заеднички јазик, требаше да се најде заеднички јазик, не смееше да се случи ова што се случи, можеше, мислам, и да се најдат и спонзори, меѓутоа очигледно и наетот беше посилен од се. Да се надеваме дека во скоро време ќе се реши тоа и во наредната година се ќе биде во најдобар ред. Значи оваа книга е вашата 15-та книга по ред. Кои беа вашите претходни изданија? Па добро, на кои спортови ги посветувавте? Јас исклучиво на спортот и една само книга има за медиумите во Штип. Така. Таа книга ја пишував заедно со мојата ќерка магистер Ирена Манева. Значи само таа, меѓутоа и во таа книга има за спортот информации. Така. Да кажам дека првата книга беше посветена на Балканец. Ноше наслов Шампиони. Навистина Балканец е шампионски тим. Во речиси сите овие години Балканец ги освојува првите места, 25 титули. Токму тие титули зборуваат за тие резултати. Ова е патот до звездите, како се станува
вистински спортист. Значи кој пат треба да се помине Да да се се помине стане за ста. звезда. Така. А многу боречи на Балкане станаа звезди, го минаа тој пат. Например, Зоран Шоров освои 2 медали на европските правенства, учествуваше на 3 олимпијади, на 2 олимпијади учествуваше Киро Ристов и на една олимпијада Симеон Шутев, кој почина, меѓутоа оставија белег на спортот во Штип. Сега по нивните стапки тргнува и каратистот Емил Павлов. Зоран Шоров е носител на државна пензија, исто така и Емил Павлов е носител на државна младите пензија. генерации. Така, на презентацијата на вашата книга присуствуваа голем број ваши пријатели, кошаркари, бивши кошаркари. Кои беа импресиите за книгата? Што Па јас не сакам да зборувам за книгата, бидејќи тоа го оставам барометар за книгата се читателите. Тие треба да кажуваат за книгата, дали се допаѓа, дали не. Меѓутоа мора да кажам дека навистина имав доста проблеми при издавањето на книгата, бидејќи требаше макотропен пат да се мине, па да се стигне до финалниот производ. Јас реков, издаваштвото е тешка работа, сложена и скапа работа. точно? И заради Кога се тоа, сака, се и заради тоа нема многу спортски книги. Така. Да се навратиме малку наназад, да започнеме од вашите почетоци. Од кога започнавте да се бавите како спортски новинар? Па не, јас почнав прво да се занимавам, така да кажам, уште со новинарството уште во 60-те години. Така. Кога бев ученик во основното училиште и тогаш пишував за просветен работник. Главниот одговорен уредник беше Пени Трпковски. Интересна работа, дојде во Штип, ме побара. Тој мислеше дека ќе разговара со некој возрастен човек. Кога ме виде малку изненаден, но рече, добро пишуваш и ќе бидеш добар новинар. И така испадна. Потоа во 1962 година почнав да пишувам за белградски спорт. Таму останав се до гаснењето на белградски спорт до 90-те години. Таму навистина доста информации напишав. Во 1985 година ја добив и златната значка од спорт, значи од цела Југославија добив златна значка, не е мала работа. Исто така ми годат и оние признанија што ги добив за 20 најдобри пера во Македонија во минатиот век, па има и други признанија од Цител, од Фудбалската федерација на Македонија ланската година добив признание. И така натаму и така након. Годат тие признанија, меѓутоа не е се, мора да се има и љубов. Јас таа љубов кон новинарството ја имав. Пред се И љубовта. понатаму продолжувам. Интересен е податокот што господинот Кирил Манев досега има реализирано над 3000 радио преноси, спортски преноси. Да. Кој би го издвоиле како најзначаен досега? Па јас би кажал дека со радио преноси се занимавав од 1978 година од боречки настан. Мислам дека во Македонија тоа е прв пренос што е реализиран од еден боречки надпревар, Извор Балканец во Струмица. Потоа продолжен преносите од фудбалот. Мора да кажам дека порано на македонското радио, но и на радиото во Белградско радио имаше една емисија Спорт, музика, спорт. И директно се јавував во тие ме бара на Белградското радио и мислам дека многу успешни преноси имаше и тие беа емитувани директно на програмата на Радио Белград. А што ме прашувате најинтересен пренос, мора да се сеќавам на тој пренос и секогаш ќе ми остане во сеќавање. 2003-2004 година пренос во Ресен. Играа Брегалница и Братство. Братство се бори за опстанок, Брегалница за првото место. На Брегалница одговараше нерешен резултат. Меѓутоа, кога стигнавме во Ресен, забележав дека публиката почна физички да се пресметува со фудбалерите. Сега тоа ми се причинува и ми доаѓа пред очи. Осетив дека мора нешто да има на оваа средба. Останав во собликувалната, од собликувалната вршев пренос. И тоа што мислев дека ќе се случи на полувремето. Јас се уште продолжив со преносот. Забележав од надвор дека во собликувалната на Брегалница влегуваат рекетари.
да се пресметуваат со фудбалерите, да ги плашат фудбалерите, а Брегалница во првото време поведе со 1:0. И навистина влегува рекетарите во соблекуваната на Брегалница и да се пресметуваат со фудбалерите, почнаа да тропат, да ударат а јас го вклучив телефонот, значи со телефон мобилен вршив пренос, го ставив на маста, рекетарите тоа не го забележаа. Меѓутоа, штипската јавност сето тоа го забележуваше. Го слушаше и знам дека после тоа дојдоа реакциите дека сакале да дојдат во Ресен да ги спасат фудбалерите. Мислам тука да помогна, морам да кажам и штипската полиција во тоа време, бидејќи и таа беше заинтересирана за Брегалница, веднаш алармира во Ресен преку Скопје, дојде во второто полувреме поголем број полицајци, специјалци и не дозволија инцидент на тоа. Значи радио ще помогна да нема линч на фудбалерите на Брегалница. Значи сепак со голем ризик сте успеале да известите за тоа. Ама тоа е интересно. Така. Во моментот сте ангажирани, известувате за фудбалскиот клуб Брегалница. Да, во македонски спорт. Така, кои се вашите прогнози? Минатата сезона има одлични резултати, ова сезона некако подзастана. Па јас сум среќен што во ланското првенство, во вториот дел, бев составен дел на таа екипа. Бев портпарол. И сега продолжив портпарол, меѓутоа, ланската година беа постигнати извонени резултати, историски резултати за Брегалница. Брегалница во пролетниот дел го освои првото место, кога да разговараме за резултатите, значи во пролетниот дел од сите прволигашки екипи Брегалница го освои првото место. 35 бодови освои Брегалница, а на крајот освои 48 бодови, а со тие 48 бодови Брегалница се изравни на четвртото место со Ренова. Тоа подразбира дека Брегалница во пролетниот дел беше прва, а на крајот, кога сите бодови ќе се соберат, го освои четвртото место. Играше извонредно, 15 стрелби без пораз. Гачевски голманот на Брегалница 912 минути не прими гол. Значи, само еден пораз имаше Брегалница во пролетниот дел. Владко Костов извонредно ја водеше екипата и јас мора да му честитам на неговата педагошка улога и авторитет што го имаше и кај фудбалерите. Знам како се радува по секоја средба. Беше макотропно, меѓутоа и успешна сезона за Брегалница. Сега, не знам, некои работи... Последните 3 надпревари имаше нерешен резултат. Не ми се допаѓат поради тоа што Брегалница немаше добри подготовки. Брегалница не излезе надвор. Прва лига, а сепак не најдува можности да заминат негде надвор на подготовки. И не само тоа, сега Брегалница теренот во Штип е изоран. Доколку Брегалница играше на свој терен, сигурно ќе имаше во овој момент уште 5-6 бода повеќе. Не знам заради што се брзаше да се изора теренот, ако веќе не се прави. И гледам дека статус кво е како што е оставен теренот кога беше изоран и сега воопшто ништо не се прави. Значи, доколку Брегалница играше на свој терен досега, имаше многу повеќе бодови. Така, за крај уште едно прашање, има ли идни на спортот во Штип како спортски новинар? Ако од денешен агол го гледаме спортот, многу лоша е состојбата со оглед на тоа што освен пинг-понгарскиот клуб немаме други клубови, пинг-понгарскиот и одбојкарскиот клуб жени, друга екипа немаме во првата лига. Меѓутоа, доколку се направи стратегија за развој на спортот, мислам дека има убава перспектива. Во Штип има универзитет, од таму може да се стрпат и кадри. Мислам дека има и академија во фудбал. Пак има и за тенис, макар што ја не согласувам да има тенис, со оглед на тоа што тоа е скап спорт. Меѓутоа, треба да се направат напори, една стратегија за развој на спортот и мислам дека Штип ќе оди уште напред со спортот. Пред да го заокружиме разговорот, само да ве питаме дали ќе има 16-та книга. Јас ја напишав 16-та книга, таа се наоѓа кај издавачот. Книгата носи наслов "Великани на македонскиот спорт". Не сакам да откривам што се пише во книгата, самиот наслов кажува се, чекам издавачот да издаде книгата. Токму тоа ќе биде и поводот за вашето следно гостување во емисијата Спорт Плюс. Ви благодарам на денешното гостување. И јас ви благодарам што ме поканивте и ви посакувам многу успеси во наредниот период.
Штипскиот боречки клуб Самурај продолжува да реди успеси. Те учествуваа на меѓународниот турнир за бразилско џиу-џитсу, кој беше одржан во Скопје. Тројца членови на клубот за бразилско џиу-џитсу Карлос Маја Штип, кој е во склоп на клубот за мешани боречки вештини Самурај Штип, меѓу кои тренерот Мирза Сендик, учествуваа на меѓународниот турнир за бразилско џиу-џитсу, кој беше одржан во Скопје од страна на Федерацијата за бразилско џиу-џитсу. На овој турнир тренерот Мирза Сендик настапи во две категории, при што во категоријата до минус 82 килограми го освои второто место, а во апсолутна категорија го освои третото место. На останатите двајца членови, Иван Трајчев и Владимир Доневски, ова им беше прво надпреварување во бразилско џиу-џитсу, при што за жал изгубија, но сепак се стекнаа со големо искуство и мотивација за понатамошно надпреварување. Исто така на 24 октомври тренерот Мирза Сендик се надпреваруваше на турнирот во греплинг, кој беше одржан во Велес, при што во категоријата до 82 килограми го освои второто место, а во апсолутна категорија, после 3 победени борби, успеа да го освои првото место и да се закити со златен медал. Клубот и надпреварувачите им се заблагодаруваат на сите за поддршката, а посебно на своите клубски пријатели и колеги Дарко Јорданов и Дарко Рунчев за несебичниот вложен труд при спремањето на борците и поддршката на самите надпревари. Најдобриот светски тенисер Џоковиќ без поголеми проблеми го освои турнирот од Мастер серијата во Париз. Венус Вилијамс го освои ВТА турнирот Елитров. Светската ракометна федерација за 2 недели треба да го потврди конечниот изглед на квалификацијските турнири за пласман на летните олимписки игри. Екипите на Реал Мадрид и на Манчестер Сити први изборија пласман во осмина финалето на фудбалската лига на шампиони. Следуваат спортските вести од Европа и светот. Најдобриот светски тенисер Џоковиќ без поголеми проблеми го освои турнирот од Мастер серијата во Париз, откако вчера во финалето во 2 сета со 6:2 и 6:4 го победи Енди Мареј. Новак ја комплетираше неуспешната сезона во историјата на тенисот со тоа што стана првиот тенисер во светот кој успеал да победи на 6 мастерси во една година. Овој турнир го има освоено 4 пати досега. Венус Вилијамс го освои ВТА турнирот Елитров, откако во финалето ја совлада Каролина Плишкова со 2:0 во сетови, 7:5 и 7:6. Со оваа победа, која е трета за неа во сезоната, Венус се враќа во топ 10 на женската ВТА, за прв пат по повеќе од 4 години. Турнирот собра 11 од топ надпреварувачките кои не учествуваат во финалето на ВТА завршницата во Сингапур, кој се одржа минатата недела. Светската ракометна федерација за 2 недели треба да го потврди конечниот изглед на квалификацијските турнири за пласма на летните олимписки игри 2016 година, но повеќе од сигурно е дека тие нема да се организираат според досегашните правила и дека Чиле нема да биде домакин на една од групите. Сите земји кои ќе бидат во конкуренција за настап на турнирите ќе добијат листа на што би требало да ги исполнат условите за да ја добијат организацијата. И ќе биде распишан конкурс. Ова ја отвара шанса и на Македонија да се кандидира за домакин на група во која би играле уште Чиле, вице-шампионот од светското првенство Полска и вице-шампионот на Африка. Жозе Мориньо нема намера да се замени од Челси поради слабите резултати, но подготвил план како да ги избрка сите незадоволни фудбалери од тимот, кои што тој ги смета за одговорни. Мориньо викендов против Стоук го доживеа седмиот пораз сезонава, но ја има комплетната поддршка од навивачите, а и од сопственикот Абрамович. Поради тоа Мориньо спрема малциозен план за да се ослободи од неколку фудбалери, од кои не е задоволен и ги смета за одговорни за слабите резултати. Екипата на Реал Мадрид и на Манчестер Сити први изборија пласман во осми на финалето во фудбалската лига на шампионите по одиграните надпревари од четвртото коло. Реал Мадрид во дербито на групата А го победи ПСЖ, а Манчестер Сити лесно стигна до триумфот на гостување во Севиља. Почитувани гледачи, ова беше се за денес. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна вечер.